Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добро. Еве сме на една недела пред крајот на април, значи следниот викенд е веќе 1 мај, а по и тоа продолжен викенд. Да се надеваме дека убаво сончево време ќе се задржи, па колку толку ќе можеме малку да поуживаме во природата. Да поуживаме во сонцето затоа што минатава недела времево не збрлаве. Испомрзнавме. Таман кренавме зимска гардероба, таман помисливме конечно нема да има потреба да грееме, да заштедиме некој денар, тоа мраз. Ама издржавме. Минавме низ релативно бурна недела, не само поради времето, туку и на политички план. Еве видовме дека после Унгарија, нов пресврт има и во Бугарија. Токму така, после 5 години целосен политички хаос и не знам колку изборни циклуси, Бугарија конечно ќе добие стабилна и легитимна влада. Поранешниот бугарски председател Румен Радев е јасен победник на вонредните парламентарни избори. Неговиот релативно ново формиран централно-левичарски политички сојуз освои над 45% од гласовите, што представува најубедлив резултат на изборите во земјата по години длабока политичка криза. Радев, кој има 62 години и е поранешен командант на бугарското воздухопловство, важи за најпопуларниот политичар во земјата. Сепак, подолго време е мета на критики поради неговата близкост со Русија и омразениот за Запад председател Владимир Путин. Во минатото тој имаше резерви кон санкциите против Русија и испораката на оружје за Украина. Ама истовремено, неговата партија во изборната програма се декларираше за членство на земјата во Европската Унија и НАТО. Контраверзи предизвика изворниот видеоматеријал прикажан на финалниот митинг, во кој беа вклучени сцени од средбите меѓу Радев и Путин. Многумина дури велат дека со него Европската Унија си доби нова црна овца, по поразот на Виктор Орбан во Унгарија. Се очекува тој од Бугарија да направи по-евроскептична држава и вредносно конзервативна, но не толку радикална како што беше Унгарија. Но тоа се главоболки за Брисел. Нас не интересира како изборот на Радев ќе влијае на затегнатите односи со Македонија. Но пред да навлеземе во анализата, еден многу интересен податок од самите избори. Имено на гласањето во Македонија, барем според нивната амбасада во Скопје и конзулатите во Битола и оние Струмица, Охрид и Прилеп, гласале едва и 463 гласачи, од кои мнозинството ете ги добил Радев. Само 463 бугари. Каде исчезна оние 300.000 кои токму Радев се повикува? За 400 луѓе може само салата за свадби во некој ресторан да им се отвори, ама не и устав. Не и се. Значи што неговата победа ќе значи за Македонија? Повеќето експерти што ги слушнав имаат поделено мислење. Не за самиот Радев како карактер, туку што може да се очекува од него како премиер. Од една страна сметаат дека е позитивно, што конечно, после толку време во Софија ќе има стабилна и легитимна влада со која може да се преговара. Досега, каква била иницијатива да дојдеше од Македонија, па и од Брисел, бугарите се вадеа на тоа дека немаат политичка влада, дека кој да биде привремен премиер немал доволно легитимитет да преговара. Се повикуваа на оние радикални резолуции на нивното собрание, според кои ете Македонија буквално е само бугарска провинција. Сега ќе има премиер, кој ете има власт која доколку сака може да носи легитимни одлуки. Реков доколку сака. Значи, по овие избори, човек може да си дозволи да биде малку умерен оптимист. Но да бидам искрен, знаејќи со кого си имаме работа и кој е всушност Радев, јас не сум од тие луѓе. Сепак сум песимист. А еве и зошто. Негатор на македонскиот јазик, предводник во битката за вето за Македонија во Европската Унија, заговорник за впишување на бугарите во македонскиот устав, двигател на негаторска политика кон македонското малцинство во Бугарија, кој е новиот бугарски лидер Румен Радев, политичар кој во изминатите години континуирано ја гради оваа позиција, преку изјави, услови и конкретни политички чекори. Својата политика кон Македонија, според која македонскиот јазик потекнува од бугарскиот, според која македонската историја
историја треба да се дели со бугарската, датира одамна. Уште во 2020 година Радев од позиција на претседател на Бугарија се закани дека ако Македонија сака да почне преговори со Европската унија, мора да исполни неколку услови, односно не можело да се прават компромиси со историјата, идентитетот или јазикот, или со барање за национални малцинства. Тези хора се професионалисти в својата област. Луѓето од Бугарско-македонската комисија се професионалци. Тие ќе ги бараат и бранат како и досега историската вистина и бугарскиот национален интерес. Мојата порака до нив е дека политичарите не може да абдицираат од овој важен процес за Бугарија, Македонија и Европската унија. Крајно време е да се најде политичко решение што ќе ги потврди сите принципи на почитување на историјата и добрососедството и почитување на нашиот идентитет и јазик. Со текот на годините реториките на Радев се засилуваат. Тој е првиот бугарски политичар кој како услов за Македонија го постави влегувањето на бугарите во уставот, далеку пред тоа да биде ставено во фамозниот француски предлог. Суштинските преговори за членство, согласно преговорната рамка, не се започнали. Те ще започнат едва когато Република Северна Македонија впише българите в својата конституција. Така че това трябва да е многу јасно. И неколку месеци подоцна тогашниот претседател повторно потсети, Македонија нема впишано бугари во уставот, затоа ќе се седи во чекалницата за Европската унија. В момента мога да кажа, че ние сме в состояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка, до последния момент, преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в Конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Радев отиде и чекор понатаму. Рече дека ако ги ставиме бугарите во уставот, тоа не е гаранција дека преговорите ќе започнат. Тоа било само преелиминарен услов. Па се осврна и на македонскиот јазик, кој никогаш не го викаат македонски. Факт е дека Бугарија никогаш не го оспорувала правото на граѓаните на Македонија да го дефинираат својот современ идентитет и да го нарекуваат својот службен јазик како што сакаат. Бугарија само реагира на обидите да се изгради идентитетот на земјата на антибугарска основа и со присвојување на бугарската историја, слично на опседнатоста на Скопје со античкиот период до потпишувањето на договорот со Грција во 2018 година. Со доаѓањето на новата функција, ставовите на Радев не се менуваат, тие продолжуваат по истата линија. Историјата, јазикот и уставните измени остануваат услов, а европскиот процес врзан за нивното исполнување. Човекот кој организираше првата средба на лидерите во Бугарија на која почна да се гради ветото кон Македонија, сушност еден од главните архитекти на ветото, сега ќе биде чело на владата во Софија. Значи не е само во Софија да има стабилна влада, туку клучно е и кој ќе ја предводи таа влада. Радев е популист и како што реков, дури во Брисел стравува дека тој може да прерасне во нов мини Орбан во однос на Русија и Украина. За разлика од Орбан, Радев има и друг интерес што е нервира Европската унија, а тоа секако е македонското прашање. Доколку е подготвен да трпи притисок за многу поважни стратешки прашања за Европа, што мислите дека ќе попушти за Македонија? Спор, кој да бидеме искрени, е од второстепено значење за Брисел, но е врв на приоритетите на популизмот во Софија. Не верувам дека Радев, посебно не во првите години од мандатот, ќе направи било каков потек или пак ќе се откаже од националистичката и негаторска политика на Бугарија кон Македонија. Луѓе, па бугарската политика, која не ја признава Македонија како држава, која не ја ни признава историјата, не го признава јазикот и идентитетот, е целосно зацементирана. Политиката на негирање на се што е македонско не е од сега, таа е вековна. На периоди може да спласне, но никако да исчезне. Или како што каже екс-амбасадорот Маријан Ѓорчев, ниту еден бугарски политичар не може да излезе од бугарската матрица на нивната национална доктрина за македонското прашање. Значи еве и да прифатиме да го смениме уставот и да ги ставиме бугарите во него. И тоа уште од задутре да стапи на сила. Мислите дека притисокот ќе запре? Еве веднаш да ги почнеме преговорите со Брисел, па дури и да ги завршиме за 3 месеци. Што мислите? Дали нема тој договор да треба да оди на ратификација во бугарското собрание? Затоа реков дека сум песимист. Мислам дека ветото ќе биде само уште повеќе зацементирано. Но до некаде има и мала позитивна страна. А тоа е што со Радев на чело. Мислам дека веќе нема да има криење дека станувало збор за некакви си човекови права, за некаква грижа за малцинствата и слично. Пред цела Европа ќе се покаже вистинското лице на Бугарија. И тоа може да биде добро за нас, затоа што освен што ќе имаат проблеми со него во однос на Русија, Украина и останатите конзервативни ставови, ќе имаат проблеми за Македонија.
Па може би во тој притисок што ќе се врши околу него за тие прашања, можно е да се добие и нешто за нашето. Сепак шансите за такво нешто се мали. Реков, македонското прашање за Бугарија е вековно и стратешко, така што преби попуштиле за Украина отколку за Македонија. Може би затоа македонската влада му честиташе на Радев за победата со очекувања дека билатералните односи ќе мрднат од мртва точка пред се во економијата, трговијата или еве изградбата на коридорот 8, но е многу предпазлива во однос на спорот и ветото. Најави дека постапувањето на новата влада во Софија Скопје ќе иницира разговори за наоѓање на решение за одблокирање на евроинтегративниот процес на Македонија, но со зачувување на нашите интереси. Сега за разлика од владата, погледнете го ставот на опозицијата. Да го поддржите оној предлог кој што го имаше премиерот, ако Радев тврди дека нема барања надвор од она што е предмет на францускиот предлог и на преговарачката рамка, заедничка декларација Скопје и Софија да поднесат до Европскиот парламент за признавање на македонскиот јазик, посебност и идентитет. Со тоа практично ќе се тргне маглата од тоа што Софија очекува од нас, какви други барања може да произлезат понатаму во процесот, нешто што ги фрустрира веќе македонските граѓани, затоа што очекувањата беа дека со Преспанскиот договор се затвораат сите прашања од овој карактер. Но еве следно прашање кое што се наведно. Што ако од бугарска страна тоа не сака да го направат? Па очигледно е дека не сака. сака. Во Европа и тие луѓе добро живеат. Тие луѓе со оваа криза од 5 години кога има колку 7-8 изборни циклуси, државата функционираше нормално. Зошто? Па добро име на граѓаните. Имаат европски пари, имаат европски стандард. Ние сме тие кои што трпиме. Прво ме чуди како одма после изборите во Бугарија Филипче не ни одржа онаква триумфална пресконференција да слави за победата на Радев, нели како што се радуваше за Унгарија. Па ете на власт дојде политичар со кого делат исти интерес, а тоа е Македонија веднаш без одложување да ги стави бугарите во уставот. Но ајде вака. Ај прво поддржете иницијативата, за да барем еднаш да покажеме единство. Па после еве ако сакаат нека ја одбијат бугарите. Вие не само што не ја поддржувате, туку што ви значи ова, тие се во Европска Унија имаат европски пари, европски стандарди. Демек Македонија треба да се откаже од се, за да ете и ние имаме европски пари или стандард? Да не ви се верува. Јас знам дека вие сте подготвени се да продадете за пари, но токму и затоа паднавте од власт, нели? Затоа што овој народ, за разлика од вас, смета дека не може на се да се стави цена. И ајде да ви по прв пат. Ете името го продадавте. И што се случи? Каде се европските пари, европските стандарди? Никаде. Па луѓе, нема некој експерт, некој интелектуалец, било кој што верува дека ако ги ставиме бугарите во уставот, ќе запрату цените од Софија и дека ете ќе ни се отвори патот кон Европската Унија. Не само што нема таков по дома, туку слушаме дека и самата Унија еве секојдневно не сака да даде гаранции, затоа што и таа знае дека бугарите немаат намера да попуштат. А не даваат гаранции затоа што за разлика од Бугарија, каде нели реков, нема политичар што ќе се дрзне за попушти, знаат дека ете во Македонија има некој што не се плаши да стави цена на се. Па сами гледате дека СДСМ и ова раководство предводено од Филипче самите се нудат и тврдат дека они се подготвени веднаш да ги исполнат сите услови и уцени кои се поставуваат пред Македонија. И не само што се подготвени, туку ете и со преку писма до европските власти ќе ја кодошат македонската влада затоа што не сака да попушти под уцените. Значи наместо национално единство, ние покажуваме поделеност. Не можам да сватам зошто побогу еднаш, абе барем еднаш. СДСМ покаже грижа за националните интереси и еве нека застане во нивна одбрана за да Македонија може да покаже единство, едногласност по тоа прашање. Нешто налик на Бугарија која нели има таков однос, такво единство во однос на македонското прашање. Па еве нека не ви биде од патриотски мотиви, туку чисто политички. Со таков потек барем малку може ќе ми мрдне рейтингот меѓу македонските граѓани. И може би во таков случај, кога ние ќе покажеме единство, не само Бугарија, туку и во Брисел ќе мораат да го сменат својот однос и наместо да разговараме чиј е Гоце Делчев, ќе бараме решение и патишта за соработка. Ама не, ние имаме партија која за да се спаси себе си и милионите украдени пари подготвена е се да шитне. Гајли ме за јазикот, гајли ме за историјата, за идентитетот. Ете, нив ги интересираат европските пари. Се им се врти само околу пари. Може би стравот дека ќе ги изгубате тие што досега ги собрале, ги турка во параноја.
И најсмешно од се ми беше соопштението на СДСМ кое се однесува на ова кавгава со бугарските пасоши. А имаше наслов, го цитирам насловот. Филипче, : Не можат министрите од владата да имаат резервна татковина. Да не ви се верува. Човекот за кој цела држава знае дека си има резервна татковина, и тоа не било каде, туку во Обединетите Арапски Емирати преку златната виза за Дубај, сега има лице да зборува за резервни татковини. Ке зборува за бугарски пасоши, а тој кутриот е позлатен од Емирот на Емиратите. Само да му предочиме. Македонците вадат бугарски пасоши за да одат низ Европа и да скрпат некој денар за живот, а тој има златна виза која, како што знаеме, им следи на милионери. Друго, за разлика од Бугарија, Емиратите немаат екстрадиција. И сите знаеме дека Филипче е голем поборник на слободата. Господин Филипче, јас сум медија телевизија Алфа, би сакала и да неколку пати сте поканали да дојдете кај нас во емисија, во вести, во било кое издание, како да почнете нешто искам поканам, кога сакате да отворени се на телевизија Алфа, се што сакате да прачате, слободно можете да дојдете. Кај не се да порачате, сакала да ви одговор дали ќе дојдете, кога ќе дојдете, не сакате да дојдете. Благодарам поканата, а ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум, од црните пари кои што доаѓаат од Унгарија, поради тоа што има докажано, или барем сомнеш, дека таа телевизија се користи за перење пари. Кога ќе ве ослободам од тој наратив што го ширите, антиевропски, и дискредитациони политики кои што ги креирате и ги спроведувате. Меѓутоа, се додека има контрола преку тој Орбанов систем, не само кај нас, туку и сегде во регионот, кој што не држи далеко од Европа и шири лажни вести, дискредитира, шири лажни информации, црни кампањи. Јас нема да ќе дојдам тогаш кога ќе ве ослободам. А ќе се случи тоа. И гледаме дека процесот започнува. Гледаме што кажува новиот премиер на Унгарија. Ќе расчисти со медиумскиот октопод на претходниот премиер Орбан. И ќе расчистиме и ќе бидете слободни. А ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум. О, спасителу мој, дај што побрзо дојди и исполни го пророштвото. Ослободи ме од овие унгарски канџи од кои не можам да дишам. Ослободи ми ја душава од оваа грудка која ми тежи. Ослободи ме од демоните кои несвесно ете ме тераат да терам црна кампања против тебе, Месија македонски и европски. Блудно го поминав животот на земјата, мојата душа ја предадов на унгарската темнина, но сега ти се молам, милости Филипче, ослободи ме од ова робство на врагот Орбан и дај ми желба да исполнувам твојата волја на секаде. Не, на вистина, зарем се слушали човеков што зборува? Јас мислам дека и сам себе веќе не си верува. Тоа што му излегува од устата не е исто во тоа што му е во главата. Се надмина себе си. А си ветив дека оваа епизода воопшто нема да се занимавам со него. Не знам колку пати сум кажал дека има едно непишано правило во новинарството кое гласи дека во оној момент кога новинарот станува дел од приказната, тој веќе не е новинар. Ама ова, бре, луѓе е премногу. И тоа што ме чуди е како, бе, луѓе не име прекуглава од овие глупости на останатите членови на СДСМ. Зарем малку теми има во Македонија, зарем малку маки има овој народ, зарем малку проблеми има СДСМ, за да Филипче и тие неколкумина околу него се занимаваат со нас во Алфа телевизија. Па јас колку што памтам, бе, на Бихачка имаше многу паметни луѓе, интелектуалци, градски деца, па нели едно време сами се нарекуваат државотворна партија. Ама изгледа ништо тоа не остана. Се кренало раце од ова раководство, што е навистина жално за СДСМ. Целата политика на партијата се сведе на суетата на лидерот и бидите за спас на украдените пари. Ништо друго. Ајде по нас што удира. До некаде, ајде човек ќе разберете, критички сме биле настроени кон него. Бараме одговорност за разни криминали и слично. Ама па се карабе со кого ќе стигне, па дури и со своите луѓе. Замислете, сега нов на списокот за отстрел му е сопствениот градоначалник на Крива Паланка. Нов ден, нова кавга на Филипче. Сега лидерот на СДСМ се скара и со Сашко Митовски, еден од само 6 градоначалници кои ги има во партијата. И тој одработувал за интересите на ВМРО ДПМН и се договарал со Мицкоски. Причината за ударот на воинствениот Филипче врз својот градоначалник на Крива Паланка е најавата за отварање на рудник за антимон,
кој се извезувал во Америка и би ја збогатил општината. Кога зборува за бизнис интерес, за интерес на државата, ние видовме на ВМРО каков интересот. Нивниот е бизнис интересот. Не е тоа за државата бизнис интерес. Еве од сите проекти кои што до сега се спроведуваат. Така да на прво место е интересот и гласот на граѓаните. Градоначалникот на Крива Паланка, од било која партија да е. И ние на овој начин ќе реагираме за таква иницијатива во било кој град, без разлика дали е градоначалникот од СДСМ или од ВМРО или од некоја друга партија. Наводниот грев на градоначалникот Митовски што на својот Facebook профил рече дека Крива Паланка е рударски град и тоа не е само економија, туку дел од идентитетот. Тој порача дека секоја иницијатива за рударство треба внимателно да се разгледа. Според него, на градот му требаат инвестиции и нови работни места, па ако навистина се потврди дека има големо наоѓалиште на антимон, тоа може да значи сериозен економски бенефит за локалната економија. Доколку се потврдат анализите дека станува збор за едно од најголемите наоѓалишта на антимон, тогаш тоа отвара сериозна развојна перспектива и значајни придобивки за граѓаните на Крива Паланка. Но истовремено, мојата обврска како градоначалник е јасна и недвосмислена да го заштитам здравјето на граѓаните и животната средина. Тоа е приоритет кој стои над се друго и тука нема тронка на компромис. Со овој удар на Филипче, Митковски влегува во друштвото на се побројните функционери на СДСМ, кои лидерот јавно ги шиканира само затоа што размислуваат со своја глава. Во последните неколку месеци секој што ќе крене глас или ќе каже став кој не е идентичен со тој на Филипче и неговите неколкумина советници, по автоматизам е обвинет дека одработува за ВМРО ДПМН. Ако продолжи да му пркоси на лидерот, веднаш му следи исклучување, како случајот со Јован Деспотовски, Петре Шилегов и Радослав Трошановски, советникот од општина Карпаш. Паралелно со внатрешната чистка, Филипче во последно време влезе и во теории на заговор од типот дека ВМРО ДПМН се инфилтрирале во неговата партија, дека српските тајни служби работеле да го рушат, дека го следат израелски шпиони и секако дека Алфа телевизија тера црна кампања против него со унгарски пари. Филипче го зголеми бројот на ВМРО-вци во редовите на СДСМ. Ето, видовте дека сега на списокот си го додаде градоначалникот на Крива Паланка. Смртниот греф на Митовски е што повеќе се грижи за граѓаните во својата општина отколку интересот на лидерот. И затоа ете го и тој е прогласен за ВМРО-вец. Затоа што наместо интересот на лидерот, тој го става интересот на граѓаните на својата општина во прв план, тоа е доволна причина Филипче да го шиканира и директно да го обвини дека одработувал за владачката партија и премиерот Мицковски. А зашто всушност станува збор? Имено кога владината делегација беше во посета на Вашингтон, како дел од стратешкиот диалог меѓу Македонија и САД, диалог кој патем го нема друга европска држава, премиерот најави дека на американците им понудил да инвестираат во ископот на ретката руда антимон, кој е редок минерал кој се нарекува и злато на новото време, а во последниве години добива се поголеме значење поради неговата економска, воена и геополитичка важност. Поради тоа е класифициран како критична суровина од страна на Европската Унија. САД и Кина го применува во производството на средства за забавување на пламенот и огноотпорни материјали, оловни батерии, легури и одбранбени технологии. Се користи во војната индустрија за производство на муниција, инфрацрвени ракети, нуклеарно оружје. Побарувачката за антимон последните години расте и поради неговата зголемена употреба во енергетиката и електрониката овој минерал е од витално значење за транзицијата кон електрични возила. Цените на антимонот почнаа да растат во 2023 година, откако Кина, која е најголем производител, го ограничи изводот за да си ја заекне националната безбедност. Во 2024 година цените продолжија да растат и скокнаа за речиси 300%. Ескалацијата на трговската војна меѓу САД и Кина резултираше со забрана од страна на кинеските власти за извоз на антимон во Америка. Нафта и злато немаме, ама ете за среќа имаме антимон во близина на Крива Паланка. И сега, имајќи го сето ова в предвид, премиерот нели им го понуди на американците, на кого оваа руда им е многу потребна, да инвестираат кај нас, да им ја продаваме рудата, а тие ако треба и дури да изградат нова топилница во САД. И на тоа се подготвени. И доколку се решат на вакво нешто, луѓе, Крива Паланка ќе се прероди. И сега градоначалникот веројатно го видел тоа и решил интересот на граѓаните од својата општина да го страви пред партискиот. И нормално, на Филипче тоа не му се допаѓа. Како тоа може влада предводена од ВМРО да направи нешто добро?
И тој да мора тоа да го признае. Сочувај Боже. И сега од што нема што да каже, му се нафрли на својот градоначалник, Патем, тој е само еден од вкупно 6 мина што ги има, и да го обвини дека ете Митовски поддржувал инвестиција на власта. Наводно фирмата која сака да инвестира во рудникот во Крива Паланка била донатор во кампањата на ВМРО ДПМН, што искрено не е ништо противзаконско. Ама ете за него, за Филипче, тоа било смртен греф и Митевски не требало да учествува. По оваа логика, тоа би значило дека било која фирма која е на списокот на донатори на СДСМ, додека они беа на власт, не смееше да работи. Така му доаѓа. И не само тоа, туку Филипче нема храброст ни да му го соопшти ова во лице на човекот, да му се јави, да го викне на состанок, или еве да отиде до Крива Паланка па да ги чуе аргументите и слично. Не бе, ослободителот одма тргна да го распнува преку медиуми. А Кутриот Митовски за Алфа ете го изрази жалење што неговиот лидер и раководството во последно време, наместо да разговара со своите членови, со нив се конфронтира со, како што он вели, луди соопштенија. Колку убава дефиниција. Луди соопштенија. Баш тоа го прави СДСМ во последниве месеци. Се занимава со луди соопштенија, ни нуди луди ставови и налудничави закани. Ајте Митковски се останува на ставот дека станува збор за голема и стратешка инвестиција која би донело економски развој и би било една од причините младите да не се иселуваат. Вели дека на граѓаните им е важен подобриот живот, а не препукувањата меѓу политичари од било која партија. Епа, господине Митовски, добре дојдовте во групата на ослободени граѓани од страна на Филипче. Сега и вие, како и ние, сте небањат, сега и вие сте ете ВМРО-вец, руски шпиун, може би сте и платени од Орбан, не знам. А верувајте, не му е лесно на Филипче во оваа така наречена битка со ветерници. Човекот, освен со Алфа телевизија и со своите членови, води битка со се и сешто. Со српската власт, со нивните разузнавачки служби кои според него работеле против партијата, против неговите напори за слобода, со инфилтрација нели на ВМРО-овците во своите редови, со црните кампањи и сега на крај и со приватниот израелски Мосад. Да, паранојата ги надмина сите граници. СДСМ излезе јавно да каже дека власта, која Патем ги има сите инструменти во своите раце, ангажирала специјална израелска разузнавачка компанија за да го следи нивниот лидер. Како кој знае како да оди? Па некој го видовме на јахта плови низ Халкидики или оди на она забавата на Харис Джиновиќ во Дубај. И друга работа. Нели секој ден излегува на пресконференции и тврди дека во Македонија има режим кој целосно го има окупирано систем. Режим кој поставил свој луѓе и целосно ги контролира сите. Агенцијата за разузнавање, АНБ или Македонската тајна служба, полицијата и слично. И сега истиот тој режим кој те контролира се, не го користи, него треба да плаќа и да ангажира странска компанија. И тоа не било каква, туку израелска, за да го следи Филипче што прави. Нема логика, нели? Ама тие одамна се скарани со логиката. Тие се бре ослободители. Слушно, свакако ќе размислам дека тие навистина се борат за слобода. Ама не слобода за нас, не слобода на говори слично. Се борат за слобода за себе. Слобода од евентуален кривичен прогон. Посебно сега на чувството на премиерот дека некој од СДСМ дебело ќе го папа. И затоа мислам дека целта на сите овие глупости, оваа така наречена битка со ветерници, оние параноични обвинувања за некаков си режим и разузнавачки служби и слично, е само обид за спасување на сопствените кожи. Да, спасување на милионите и милионите евра и обезбедување на билет во еден правец, но не кон Шутка Идризово, туку некаде низ белиот свет. Имено гледаат дека се стега обрачот околу нив и можно е наскоро многумина од врвот на партијата, па ете вклучувајќи можеби Заев и Филипче да завршат со лисици на рацете. Посебно после онаа големата афера со марихуаната, да не го заборавиме враќањето на Груби, а сега и по индиректната порака од премиерот. Како што реков пред некоја епизода, па само Груби знае толку многу за нив, што го споредив со Епстейн, ама не за педофилија, туку за матни сделки и криминал. Ако ги отвориме неговите фајлови или ако пропее, има цел врв на СДСМ да го сместуваме по затвори. Е сега кога имате свилен гајтан околу вратот, или некој ви ја стега ортомата, нормално е да кроите планови како да фатите магла. Кој е најлесен начин? Да избегате некаде и таму да барате азил. А како ќе оправдате дека на вистина сте заслужиле политички азил? Па нели ќе кажувате таму дома на власт има режим,
нели како во Иран или Венецуела. Ете ве растура српската разузнавачка служба, ве следи приватниот израелски Мосад, ве критикуваат медиуми со финансирање со пари од Унгарија. Па со апсењето, сите тие сакаат да го замолчат спасителот Филипче, борецот за слобода. Многу ефтино и многу провидно. Но толкав е капацитетот на сегашното раководство на СДСМ и нивниот нов српски пиар. И токму на таа линија се оние глупости на кои сите им се чудиме. И веројатно на тоа се должи таквиот нервозен однос на Филипче кон сите. Луѓе, не го приметувате погледот на лидерот на оние пресконференции, нервозен, изведен од памет. И нормално е тоа. Веројатно и тој се сомнева дека на Заев можда му имаат ветено странците дека нема да заврши во АПС, затоа што на времето одработи се што побара. Но не верувам дека тој кец во ракав го има и Филипче. Ако тргне лавината, ќе биде спасуј се кој може. Не верувам дека Заев ќе ризикува да лежи за да го спаси Филипче. И токму затоа мислам дека тој толку цврсто се држи до председателското место во СДСМ. Тоа му е единствената заштита, единствениот штит. Замислите само Филипче да не е лидер на социјалдемократите. Пак утриот ќе биде скроз неизветрина. Вака, ете, глуми спасител и секој евентуален кривичен проглон, он може да го прогласи за политички мотивиран. Деме, каде се видело тоа, во која демократска држава има тоа една власт да апси лидер на опозицијата? Разбирате зошто е целиот овој налудничав наратив и онаа параноја? Сушноста е не параноја, кој што гледате, тоа е смислен план како да се спаси сопствената кожа, подкупувајќи го теренот за барање за азил некаде. Може би затоа човекот толку се израдува на победата на Маѓар во Унгарија, може би по стапките на Груевски, тој сега ќе бара од Маѓари до унгарците да го вдомат. Ама мислам дека сето ова е толку провидно што тешко дека ќе му помине. Јас навистина не знам кој им го смислил ова. Ајде што нема некој здраворазумен во оваа држава кој верува во ваквите глупости, што туку што и они веруваат дека странскиве дипломати или странските државници пијат нафта, па ќе им помине ваквата приказна. Па некоите можеби ќе се сожали кога ќе ги апсат, па ако избегаат ќе им даде азил. Реков, од наивно по наивно. Луѓе, во Македонија нема режим. Српски тајни служби не го следат. Нема ангажирано никакви израелски шпиуни и Алфа не тера црни кампањи со унгарски пари. Па да треба сега ете Филипче да не ослободува. Некому друг му треба ослободување, а тоа е СДСМ. Затоа што токму Заев и Филипче се тие што во моментот ја држат најголемата опозицијска партија СДСМ киднапирана. И затоа социјалдемократите никако да се извадат од калта, туку како што гледаме токму спротивното. Упорно тонат. Па погледнете само на кое ниско ниво ја доведаа комуникацијата со јавноста и речникот што го користат на своите пресконференции и соопштенија. Луѓе, толку ниско СДСМ никогаш не паднал. Па тоа важеше за партија, како што реков, која се представуваше како државотворна партија на елитата, на интелектуалците, за разлика од оние, нели, како ги нарекуваа небањатите ВМРО-вци. А сега гледаме дека секој што ќе крене малку глас против актуелното раководство, веднаш се шиканиран, некои гледаме и се исклучуваат од партијата. Обвинети дека се шпиуни, инфилтрирани од ВМРО, ДПМН и да го растуреле СДСМ. Па ете, нели, отворија војни со сите медиуми, удрија по Алфа и не само по Алфа и други медиуми и слично. Па луѓе, тоа повеќе личи на режим, отколку она што го прави власта. Замислете со ваквото однесување СДСМ еден ден да стане власт. Не режим, чиста диктатура ќе добиеме. Неколку пати сум направил паралела, ама ете ќе се повторам. Замислете само Филипче по некоја случајност победува на избори и станува премиер. Знам дека тоа е тешко да се дури да се изфантазира, ама еве да пробаме. Знаете во што ќе се претвори? Па Ким Јонг Јун од Северна Кореја ќе му биде љубоморен. Прво има се да распродаде. Не бугари во устав, тој може да потпише дека сме бугарска покрајна само за да се дограби до тие, како вели, европски пари, европски стандарди. Нели за да влеземе во ЕУ? Нема таква цена што тој не е подготвен да ја плати. Мислите дека тогаш ќе му смета да го продава антимоно, да открива паланка? Не. Само што ќе го продава, има цел град да го исели. Сите знаеме колку вешти играчи се тие, тој и неговите во однос на провизиите. Да не биде тогаш евро за антимонот, евро за Филипче. Што се однесува на било каква опозиција, има скроз да ја укине. Тоа што не им успеа на времето на Заев и Шекеринска да го направат, нели, со помош на фамозното СЈО, Филипче одма ќе го направи. Слобода на говор, тука исто ќе ја пишеме за умрено.
Па погледнете го како се однесува кон сите што ќе зуцнат нешто против него. И тоа не мислам на Алфа. Нас мислам дека ќе дојде тука со експлозив да не руши. Туку на сите други луѓе кои ете ќе се дрзнат да кренат глас. Македонски гол и оток ќе смисли. Токму така. Ова е тоа што не очекува доколку по некоја случајност оваа фигура некако успее да се догребчи до власта. Навистина мислам дека е време СДСМ да се освести. Не зборувам за ова СДСМ, туку за она што беше порано. Јас стварно сум уверен дека таму се уште има паметни луѓе кои ќе кажат еден ден доста е. Оставите ме мене. Ете, јас сум нели заробен унгарски платеник, окорели ВМРО-вец или било што. Туку како вас социјалдемократи, не ли ве боли ова што го прави? Не ве боли што ви ја уништува партијата? Не ве боли што ве донесе до ниво на пилјарски кавгаджии? Не ве боли што сите ќе ве распродаде само за да се спаси себе си? Баталете го ВМРО, оставете го некој време настрана. Не ви се они виновни што партијата ви падна на 4-то место. Еј, еден Апасиев ве води во неколку места. Дај кренете глас. Еве една Славјанка Петровска вели дека било време да се променат. Зашто ако не го стореле тоа ќе исчезнале. Па во право е жената. Ако продолжи СДСМ вака, ќе заврши бетер од старата ПДП или ПАСОК во Грција. Ај што ќе ве снема, туку во колективната меморија на македонскиот граѓанин ќе останете запаметени како партија која уништи Македонија. Еве, пред крај, овие зборови на Блаже Коневски нека ви бидат водилка. Спаси ме Боже од болните луѓе, што се накажани, та не се криви. Нивната злоба умерено судија, самите од неа одвај се живи. Тие се мислат и повикани да водат како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат, ти влечат со себе ситни пороци. Дај Господе што помалку очите да им ги бодам, штом тие лево ке фатат, јас десно да одам. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.